Со децении напуштениот и заборавен споменик на слободата во Кочани, кој со својата грандиозност и уметничка вредност не е во вниманието на локалните и државните институции и власти, станува интересен за младите активисти од фестивалот Акто од Битола. Нивната иницијатива за заживување на вакви простори што некогаш имале и културна, и историска и уметничка вредност, ги донесе во Кочани, каде снимија кратки разговори и мислења од граѓаните што треба да се прави со околината на споменикот. Целта им е да го оплеменат просторот и да им го отстапат на граѓаните како место за различни општествени активности. Сметаме дека во Македонија има многу значајни уметнички скулптурални дела, ова е едно од позначајните, кој што се распаѓа веќе подолго време и она што ние го работиме како иницијатива од област на современа уметност и култура е тоа, едно иницирање на оживување на овие споменици, на кој што понатаму во соработка со локалната заедница, со кочанчани, би го дигнале проблемот малце на повидливо ниво и би го решавале. Низ различни чекори, веќе проблемот очигледно е дека малце и покомплексен, од инфраструктура до детална реставрација на мозаикот и на тоа како бил во негова првобитна состојба. Тука има некои плочи кои што ги нема, делови фалат, но она што нас ни е битно исто така соработката со луѓето од Кочани и мислам дека е добро што денес така дојдовме на една неформална средба и се надам ќе продолжиме таа соработка, но ние сакаме баш да иницираме. Да иницираме, како да кажем, видливост на одредени проблем поврзани со култура и уметност. Подршка за иницијативата на членовите на АКТО доаѓа и од германската фондација Фридрих Еберт. Целта на овие проекти, на овие активности е не само да се направи реставрација и зачувување на овие проекти, на овие дела кои што се оставени на заборавот на времето, уништувањето и од човековата рака и заборавеност од аспект на институционална грижа, туку фокусот е и да се направи едно искористување на овој јавен простор, односно негова употреба од страна на локалците, на локалната самоуправа, на самите граѓани. Освен споменикот на слободата во Кочани, иницијативата на младите луѓе од фестивалот Акто е и за реставрација и заживување со соодветни активности на напуштениот офицерски дом во Битола, како и на старата железничка станица во Скопје.